Đurđevdan je jedan od najgolemite proletni praznici kraj našijeg naroda. Go praznova se živo, imo se raduva i pticitevo gorata i ribitevo moreto. Đurđevdan je posvetan na mladosta, plodnosta, radosta. Ostanak je od starina i vo sebi ima sadržano dosta paganski elementi od kultot na vrhovni od Bog. Приготвувањата за овој голем народен празник отпочнуваат неколку дена порано. Одвечер, во очи Ѓурѓевден, млади девојки, невести, жени и деца одат негде во гората да наберат разни лековити билки, кои ќе послужат за закрмување на стоката, китење на градините, полето, куќите, за здравје на луѓето, да се росни и свежи како што се билките во пролетта. Тоа не е ништо друго до иницијација на обновата на младоста, плодноста кај човекот, како што е тоа во природата после долгиот зимски сон. Ѓурѓевденскиве обичаи ви ги прикажуваме во селото Булачани, Скопско, расположено меѓу два пошумени рида, Долни и Росолрид, обранци на Скопска Црна Гора, каде овие обичаи најмногу се запазени. Во филмов, тие се раскажани преку фабулата за неизмерната љубов на двајцата млади од селото, Цветан и Цветана. Нивните стари се против таа љубов, бидејќи тој е чорбаџиски син, а таа сиромашна девојка. Раздрагани со косничките враци и набраните билки, пеејќи ѓурѓовденски песни, заигруваат околу некој извор, потоа се замиваат со вода од подводеница од кај вителот, за да им се вртат момчињата и среќат околу нив, како вителот од воденицата. Се вршат и ред други магични работи за среќа и убавина на човекот и неговиот бериќа. Со веселба и песни се китат куќите и тие да напредуваат заедно со луѓето и стоката во нив. Цвета ги приготвува трите стапчиња за подзглавје, да си ја види среќата на Ѓурѓевден. Едното е бело, без кора, голо, другото со кора и третото шарено. Цветан и Цветана ја користат празничната веселба. Се состануваат некаде во полето, западенуваат разговор и се договараат како да се земат. Нив социјалната положба на фамилиите не им пречи. Се законуваат дека никој не може да ги раздели, па ако треба да живеат и одделно од своите, некаде во некоја колиба. Да се смили и да ја засакаат родителите на Цветана, Цвета се присетува дека треба да ги погледне со милогледче, како што е тоа обичај на Ѓурѓевден. Со водата во која биле покиснати ѓурѓевденските пилки, мајките ги бањаат своите деца и ги помачкуваат по лице со црвени јајца, да им бидат децата бели и црвени. Им редат ѓерданчиња од дебелика, ги китат и со разни други билки, децата да им бидат преку годината здрави и напредни. Еве ја и Цвета, како што е редот, и таа ги врши сите
jeste onaj običaj koji se pravac za ovoj temi. Se mije glava sa đurđevdanska voda i se češla. Rano izutrina pred sunce, prvo селото се буди цвета. Ободрено синоќешниот разговор со своето лудо, весела од подперница излекува едно од трите ставени ставчиња од вечерството и Ѓурѓовден. Го излекува ставчето со кора и радосна што во богатска куќа ќе се одоми, тее да го разбуди селото, бидејќи се смета, кој прв ќе запее на Ѓурѓовден, преку годината ќе му оди во сена пребица, како што е прва во песната и играта. Потоа каснува луче, за да не ја пробија некое филе. Се променува, изнива под трендатил со водата во која биле покиснати ѓурѓовденските билки и црвеното јајце. Како што е обичај, погледнува со милогледче, за да ја засакаат родителите на Цветана. Домаќинките пак куќите ги чистат и китат со коприва, за да се исчисти секој гад и лошотија, бидејќи копривата има апотропејска моќ, се бега од неа. Мајките ги променуваат своите деца во нова облека, ги китат со ѓурѓовденски билки и им ставаат ѓерданчиња од дебелика и друго. Кај Цвета доаѓа другарка и Ѓурѓица. Заедно пеејќи одат низ поле, да ги запознат, испитат и обиколат нивите, ливаѓето, и видат како им е бериќето. Девојките пак од селото, тајки по тајки, меѓу нив и Цвета, идат низ поле по аржовите, каде се чешла, за косата да им е бујна и долга како ршта. Со ршта се опрашуваат и околу половината, да се тенки и подвижни како ршта. Се упатуваат над село во гората, каде берат секакви билки и гранчиња од разни родни дрвца, дренче, кајсија, круша и друго. Се состануваат сите и пеат ѓурѓовденечки на високо. Ѓурѓовден е источарски празник. Тогаш за прв пат се истерува стоката на паша, рано изутрина со зеленце, гранчиња од разни водни дрвца и билки, и таа да биде росна и напредна. На тој ден станува и закрмувањето на стоката.
Потоа девојките доаѓаат во гората до некој дрен. На него се замишуваат да се јаки како дренот. Минувајќи покрај некоја ливада, се задржуваат и мијат со роса, да бидат росни и убави како росата во пролет. Се противњаат под некоја капина, која е запатена од корен и од врв, таа година да им иде во сена предица, како што е и самата капина буина. Понатаму се трмлуваат од некој стеновит камен, да не ги боли половината при работењето на разните полски работи, копање, меење и друго. Ги запотнуваат, питат и градините, да се плодни, беричетни, а овошките да им се родни. Додека младите моми и ерđени се веселат на ѓурѓовденските празници, вршејќи разни магични работи кои треба да им донесат среќа и убавина во нивниот иден живот, домаќинките пак во куќите се приготвуваат да го заматат за прв пат млекото. Го китат бутинот со ѓурѓовденски билки, ѓерданче од сребрени пари и дебелика, врзани на матлинка. Потоа ставаат бусен, бујна трева извадена со земја, од бутинот, и со леп наглава, празнично облечени, го заматуваат млекото, вртејќи се околу него 3 пати. Од кога е направен овој обред, се фрла јајце преку куќата. Се ова се прави, благодата, млекото, сирењето и селото млеко, да им биде изобилна, убава, чиста и заштитена од зли очи. Попладне, сред село Насобор врие од луѓе. Дојдено е и старо и младо, се што може да се држи на носе. Бидејќи на Ѓурѓовден се збира голем собор. Секој треба да се провесели. Едни се мерат на кантар, други се нишаат на нишалка со црвено јајце во пазуви, да му лета работата и да види колку се поправило од минатата година. Царскот од свирки и песни се вие кршно ѓурѓовденско оро, одделно машко, одделно женско.
i gleda kako im igra mladice. Tu kad je izbiraat najerni kasmetizani, snaji i ljetovci. Pogleda me i tako to na Cvetana, kako se rasprava sa svojata roda i prijatelji, što sinot mu frdlil golem merak pod Cvetan. Ta je ubava, dobra i rabotna moma, no je siromašna, nema sa kogo da se orodi. Ne saka nikako da popušti. Na Soborov sveko na svoj način se veseli do kasno na večer. Vokudjata na Cvetana raspravi i pravdi, tako mu u nikoj slučaj ne saka da popusti. Najposle, na nablegovanje to na majkata i drugite domašnje, so teško srce se soglasilo. Mu se opštuva na Cvetana. Во Цветината куќа веселба. Сите другарки дошле на помоќ на довршување на свадбените дарови чеизо, чијат, плетат, питат, пејќи пригодни свадбарски песни. Пристигнува радостен и Цветан, го обиколуваат момите и пеат шеговито, а Цветан и Цвета се гледаат мило, бидејќи Ѓурѓовден им ја донел оваа среќа. Кај нашиот народ, на ваквите големи празници станува најчесто бендисувањето на момите и ергените.